Тоа сметам дека Било Касами во повеќе направи проблем во коалиција, во владачката коалиција и не знам дали тоа го прави свесно или несвесно, а мене ако моето мислење е дека Влен не добива гласови со оваа ултранационалистичка реторика која што користи токму Било Касами, или па можеби внатре во нивната, да речам, тоа движење, пошто мислам дека се уште не е како еден политички субјект, можеби на него му е доделена или он си има припишано таа улога дека јас ќе бидам ултранационалистот со овие пораки. Затоа што гледаме дека ќе останатите да речеме луѓе од Влен, конкретно измеѓу тие немате таа изострена реторика, но докажано е веќе во неколку наврати дека преписката, ајде да не речам, или пораките со премиерот, кои што се упатени прво од страна на господинот Било Касами, а потоа и од господинот Мицковски, доволно кажуваат, дали директно или индиректно, дека Било Касами сериозно прави проблем во соработката пред се во владата и секако во Тетово. Ја мислам дека Било Касами треба да биде премногу благодарен пред се на граѓаните на Тетово, на сите кои што му ја дале поддршката и можноста да биде градоначалник. Сметам дека ова негова порака или ретерирање веќе закаснета. Мислам дека има направено доволно штета, но оставам на тие коалицијски капацитети на ВМРО ДПМН и Влен да одлучат понатаму дали Било Касами е поволен или не поволен. Логиката моја вели дека Било Касами сам си наштети прво во Тетово, особено во овој втори изборен круг, каде што има гласачки базани од други македонски групи кои што излегува, кои што имаа своји представници. Така да, за мене, ако ме прашате, тотално политички незрел и несериозен потек на оваа изјава, а во однос на ситуацијата во Кичево останува да видиме, затоа што знаете како во политиката декларативно и во јавност многу пораки се упатуваат, но во позадина действувањата се испоставиле дека се сосема спротивни. Така да на граѓаните им е познато тоа, не ме гледајте што правам, слушајте ме што зборувам. Кандидатот на ВМРО не е во значителна предност пред така пред кандидатот на ДОИ, така да јасно ми е каква е ситуацијата. Мене би ми било драго, веројатно по овие пораки доколку повикот од вреди да се поддржи кандидатот на ВМРО дека во демократијата да победи во Кичево, логиката вели дека треба да биде тоа кандидатот на ВМРО ДПМН. Времето ќе покаже, еве го кај вториот изборен циклус, 2 ноември, ќе видиме дали тоа ќе биде така или ќе биде повторно исто подложено на некоја саботажа или како се вика тоа на коалиции под маса договори кои што би му непринципиелност, да. Така, мислам дека политиката е повеќе пораките, ретирањата, не би го коментирала, ама пазете, денеска или не знам кога чувме соопштение од Влен дека нема поддржување. И ја тука ви завршувам. Така, добро, меѓутоа сега и тој се приклучи кон тој став на вреди дека нема поддршка и дека а во вреди колку знам има најмалку 4 партии, таму има 4 лидери, малку во право се комплицира најсостојбата, ама за мене е битно соопштението на коалицијата. Официјално на коалицијата. Како ваката изјава и покрај идентистички пораки за време на кампањата на господинот Касами, каде што се веа мислам знамења со голема Албанија, каде што очигледно беа и територии од Република Македонија и на победата вечерта од првиот круг, така да тоа мислам дека и медиумите, а и во коалицијата треба сериозно да го размислуваат, затоа ви кажам дека сметам дека Било Касами многу несериозно и многу Добро, како изјавата, па и ретерирањето кое што вели еве и Трајановски за доцнето на Касами ќе се одрази на владината коалиција и можно ли е да се случи вторта равари, односно Касами да се отклони, да се отцепи од вреди? Мислам дека тоа е премала работа за да одма гледаме во коалицијата. Ова се локални избори. Јас колку знам коалицијата можеби не одлично идеално, ама прекрасно функционира на ниво на влада и на држава и еден ваков поединечен случај ја не би го генерализирал, барем сега за сега. Добро, ајде се уште сме околу поддршката, еве гледаме од вреди дека вчера дадоа и официјална јавна поддршка и нели порака до нивните гласачи да ги поддржат, односно да гласаат за кандидатите на Знам во Куманово и во Центар, односно за Димитриевски и за Лабудовик, како и поддршка за кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски. Сметате ли дека
не знам, можеби ваквата поддршка или ваквиот потек на вреди беше поттикнат токму од изјавата на Касами, па излезе токму во истиот момент. И еве, генерално, вие, исто така вашиот кандидат останува во Карпош, господинот Стефчо Јакимовски. Дали можеби вие веќе разговарате со некоја од партиите, односно СДСМ, Левица, исто така имаше еден независен кандидат, околу тоа да ја добиете нивната поддршка во вториот круг? Очекувате ли? И од колку? Видете, во Карпош, ние од самиот старт и градоначалникот и Јакимовски многу поинаку ги поставивме работите, таму отидовме во коалиција со народот директно. Нашите средби таму се непосредни, очекуваме дека и граѓаните и останатите политички субјекти ќе ја препознаат нашата добра намера. Значи, прво, мислам дека не би требало ја да бидам тој кој што ќе посочи дека Јакимовски е градоначалник кој што сите му го знаат телефонски одбори, е отворен за соработка и комуникација со секој граѓанин кој што има било каков проблем или потреба да се обрати до општината или до градоначалникот. Таа општина Карпош е докажана во време на господинот Јакимовски дека кога ќе влезете таму влегувате како граѓанин на Карпош, како човек кој што ви треба некаква помош или било што од општината, воопшто не е битно од која политичка провиненца доаѓате. Мислам, тоа граѓаните во Карпош меѓутоа, еве, дел од гласачите дадоа го огромен број и за кандидатката на СДСМ, и за кандидатот на Левица, и за независната Невена Ѓоргиевска, чинам дека се викаше. Ги очекувате ли овие гласови на вашето конто во вториот изборен круг? Ќе повикате официјално, имате некакви господинот Јакимовски уште вечерта во 9 часот во првото наше обраќање имаше порака каде што ги повикува сите кандидати на овие кои што ги набројавме, значи и СДСМ и Левица и независните, да дадат поддршката, и во истата реченица на дополни дека е отворен да ги прифати и нивните платформи кои што ги нудеа на граѓаните да стане една фузија на целокупна понуда кон граѓаните. Значи ние не се изземаме дека нашата програма е победничка и дека таа мора да биде единствена која што ќе се спроведува, него исто како што кажав и јас за град Скопје, исто и во општина Карпош, сигурно можеме да направиме фузија од предлози од изборните програми кои што се во интерес на граѓаните и истите да бидат имплементирани. Тие треба да се пресликаат и во поддршката во Советот, секако и во оно кој што ќе се работи во општина Карпош. И уште еднаш, ако ме прашувате во однос на мојата поддршка, дали ви го поддржал Орце Ѓоргиевски или Амар, јас ви кажав, јас останувам опозицијски настроен и сметам дека граѓаните кои што и мојата понуда од програмата се многу поблиски до онаа на Амар во однос на онаа на ВМРО ДПМН и господинот Орце Ѓоргиевски. Но во интерес на граѓаните сметам дека и Орце Ѓоргиевски, доколку би станал градоначалник, треба да препознае, затоа што и останатите кандидати, вклучувајќи го и господинот Горан Марковски, имавме одлични предлози кои што се во интерес Добра, на ајде Скопје. само уште едно подпрашање, ќе ми дозволиш, Косто? Да. Со оглед на тоа што нели еве разликата е тесна помеѓу кандидатот на Гром Стефчо Јакимовски и кандидатот на ВМРО ДПМН Лукровски за општина Карпош, меѓутоа во однос на советничките места СДСМ има повеќе освоени гласови, конкретно во општина Карпош пред Гром, односно коалицијата Искуство за успех. На што според вас се дължи? 100 гласа. 100 или 140 гласове. Добро, но тоа значи дека ќе имаат советник плюс? Мислам дека сме иста бројка или еден повеќе, не се еве Карпош, говорам Карпош. Да, Чичко Сотир ќе Добро, каже. меѓутоа на што се дължи тоа? Кандидатот не СДСМ е има повеќе гласови, меѓутоа 4121, а вие сте Тоа се дължи на, 3840. како што кажав, нашата коалиција беше со граѓаните, секако ние не можеме да кажеме дека сме помал политички субјект, а СДСМ и ВМРО секако си имаат многу подисциплинирани гласачки тела и членови кои што секогаш и без разлика дали има понуда или не, секако ќе го дадат својот глас за нивните политички провиненции и субјекти. Сега во вториот круг ќе видиме дали СДСМ ќе ја препознае, ја очекувам дека ќе ја препознаат нашата понуда и нашата подадена рака, секако и оние кои што го дадоа гласот за кандидатот на Левица за господинот Антонија. Меѓутоа разговори конкретни сте немале со некој, освен оној јавен апел кој што стигна, нели? Па мислам дека денови веќе видиме во кампањата, да, ќе бидат обелоденети. Ние како сега повеќе одјасно дека политичари комуницираме на дневна, на лична основа, така ги разменуваме идеи. Ќе се воздржам од официјално да кажувам нешто што не е ништо официализирано, ви кажувам дека постои опозицијско расположение во Карпош и сметам дека доколку Јакимовски победи во Карпош, мене
прво ќе ми биде драго, второ е затоа што Карпош ќе биде, Јакимовски ќе биде градоначалник кој што буквално ја поразил цела влада, пола парламент, министри, заменици министри кои што се шетаат на секој ден во Карпош. Добро. Доколку победи. Добро, ајде бидејќи сега. Костов. Вака, Јас се надевам на победа и тоа ја многу. тука морам да бидам духовит, знае Александар од кои причини. Вие имате коалиција со граѓаните и ја го прифаќам тоа. А Лукровски со кој има коалиција и ВМРО ДПМН што има 10.284 гласа? Со ВМРО знам. Тука нема граѓани. Има граѓани сега. Добро. Не викам. Вака. Тоа го кажав и за ВМРО и за стварно, СДСМ. А битката во Карпош е многу интересна, ќе биде динамична во вториот круг. Предност си е предност, истиот аршин го имам и за центар, да бидам искрен. Таму води Герасимовски. Се обидувала Будовиш да го стигне. Ќе видиме што ќе испадне, како ќе испадне. За Куманово и град Скопје имам поинакви мислења. За град Скопје, мада не беше децидент и во искажувањето, вака, луѓе, 91.000 и 30.000 округло на Мециновиќ и 91.000 на Орце е многу разлика. Тоа е 3 пати повеќе. Не познава историјата на локални избори да се надокадни разлика од 60.000. Сите механички да ги собираш се некаде 100.000. Александар, дали гласовите, вие политичарите, активистите на вашите партии, на сите мислам, симпатизерите на вашите партии ги носат во джепови. Ама од перспектива на 60.000 разлика, нешто слично е во Куманово, гледам таму некои чудни заговори, Максим ки изгубил, тој има 16, без малку 17.000 гласа, повеќе од пред 4 години. Неговиот контракандидат кој не е ни СДСМ, не е ни ДУИ, Мислам дека туку е сите се од независен, СДСМ. таму има сиви, црвени еминенции, не знаеш сите против него. И таму е некаде разликата 11, да не речем 12 разлика. Па каде го гледаме ние корпусот, Жерновски да го спомнам, контингентот на гласови, таа разлика што ќе, бидејќи Куманово е помал Не знам, мене ми се допаѓа примерот политичкиот од Скопје. плурализам што се случува. Например, ако некој се радува на падот на СДСМ, ја например се радувам како припадник на помала партија дека граѓаните препознаваат повеќе опции, вклучувајќи и левица, вклучувајќи и нас. Најверојатно токму она што го зборевме и за оние фамозни 140.000 гласа кои што не излегува или не ги доби ВМРО на овие локални избори, можеби на следните избори ќе се појават и ќе поддржат друга опција. Се е можно, Ме разбирате? ама како поискусен, остави ги тие на крив паци. 29.000 гласа што вие на ниво на Македонија ги имате освоени, ако ми е точна бројката, сконцентрирате се на нив како да ги изголемите. Да, точно е. Сепак вие не пропаднавте. Ние сме може еден од ретките политички субјекти не кои што пропаднавте овие нашата избори. коалиција е во пораст. А Точно. вие имате еден квантум, таа малку ви е шарена коалицијата, ама имате квантум во Скопје, во Карпош, во Битола ве препознав. Од кој аспект шарена? Па шарена. Мислите од идеолошки метафорички. аспект? Ако сакаш и идеолошки, сега не знам таму што ви носи самка, не знам таму третата партија Интегра, која ја снема едноставно, а беше многу амбициозна. Тука препознавам ЛДП и Гром, ја го препознавам. ЛДП со поголемо искуство од вас, ама некако ми се губат у задње време. Јас. Ми се губат у задње време. Добро, тоа е ваш. Менуват лидери под чудни услови. Не си. Значи, овие два града што ги имаме во вториот круг, Скопје и Куманово, толку се големи разликите што не знам ја која кампања ќе се води да се надокнадат, а реков Карпош, центар, има битка, сведоци сме и ќе видиме кој ќе победи. Дали тие што водат или па тие што бркат резултат како во првиот круг со помалку освоени гласови. Вака сега ќе ви одговорам. Ајде. Мене е благодарам, прво ќе ви заблагодарам што ни ја пофаливте нашата коалиција од аспект на нашите резултати. 29.000 гласа. Сметам Ајде, дека ве молам, во бидејќи ситуација, сме при крај на во времето, ситуација, уште- мислам добро, дека не можете Уште една- кај нас уште една тема барем да политичкава сцена се наоѓа во една таква идеолошка бурулеска,
што више ни ВМРО ДПМН не може да ја препознаеме како исклучиво десничарска партија или конзервативна. Да, свртена е концентарот. Или демохристијанска. Народна партија. Прво, значи во овој момент Доктрината и ВМРО ДПМН имате луѓе кои што поише се ложат на слика со Бранко Црвенковски, него ли на слика со Никола Груевски или Липчо Григорски заедно. Се алага. Значи во овој момент. Така да затоа ви кажам, идеолошки нашата коалиција беше принципиелна во однос на понуда на граѓаните. Ние го ставивме нашето искуство на маса. Сега вие зборувате за капацитетите на нашите помали коалициони партнери Интегра и ПСЕР. Ја ви кажувам дека и Самка е искусен политичар, бил вршител на неколку функции, заменик Бројките тоа не министер, го кажува пратен. Самка, да, партијата негова. Без разлика, значи Бројките ние не го зборуваме кажува за тоа. искуството. Ние ги тргнавме в политичките суети, седнавме на маса и во интерес на нашата понуда кон граѓаните дадовме една фузија од идеи. Вклучувајќи го и Ристо Пенов, кој што господинот беше 2 мандати. Мене ми е многу драго што таков човек ќе биде дел од Советот, затоа што ако нешто сум убеден, во овој Совет на град Скопје, прво недостасува капацитет и разум. Второ, таму Овој треба... води во историјата. Сега нов доаѓа. Овој 4 години завршија. Видете, јас според и листата на ВМРО ДПМН за советници, таму има луѓе кои што беа ти збориш претходно за мандати. Значи, Треба тие ги членови на пустиме да Совет, поработат малку па да тие видиме. членови на Совет сега што се избрани беа и во претходниот состав кој што исто беа против автобуси, а сега ни ветуваат нови автобуси. Тоа ми е малце дегутантно Ајде да го нешто зборам. да те прашам. Дали знаеш во Демократска Македонија колку градоначалници имало Скопје? 8, јаки ти одговор. Да. Другите владеја со мет и млеко? Не. Да ги бројам не, сите. ама затоа Еве еве ги конкретно имам и Ристо сите. Пенов е Ама дозволи, најдов пример дека не ви треба Како другите централната власт успеа да Скопје да го суредат солидно, само последниот градоначалник не успеа и сега сите бараме вина. Не. Како успевал Пенов и со ВМРО и со СДС. Како Костовски успевал. Како Шилегов успеал. Кочалин да не го спомнувам. Само овие 4 години сега фрламе Видете сега. кабаетот на ВМРО, фрламе кабаетот на Влен. Видете, не. значи, сега да Ако бидеме градоначалник, ама те молам сега, Мнозинството во слушаме. Советот Ако имаше градоначалникот не ВМРО, знае да го и- управува градот, вина не се бара кај други. Не, Вина имате се кај бара нас- кај себе. Ако ја моето семејство не можам добро Чија понуда е да го... Данела Арсовска како решение за најдобар менаџер на На градот ВМРО сега? ДПМН. И сега како може после еден конфликт Се откажаа од после лукративни неполна причини година, да ви се биде? откажаа. Не се откажа, они се налјути ја искара. Па да. Ради- Па политиката е ви кажа таква. сега да не Па ги вие повторувам. политичарите ту Зошто? се карате, ту се Значи, прегркете. ВМРО ДПМН е секогаш и кога поддржува независен кандидат, они не бараат вистински независен, они бараат послушен човек. Не се Човек кој што согласувам. ќе ја наведне главата и ќе слуша што ќе му кажа. Секој пат кога свој кандидат Која ли предлагале имале независност? успех. Историјата ми го кажува, ми дава за Па истото право. беше и за Трифун Костовски, додека беше послушен, беше добар, кога престана да биде послушен, не Не беше се добар. согласувам. Сега како не се Не можеш да ги согласувам? споредуваш последниот градоначалник и Трифун Костов. Добро, ајде за Две крај различни времиња се. 5 дена по Истите луѓе што ни го девастираа овој град, сега ни се повторно мнозинство во Советот и ќе бидат решение. Не е така. Така. Ајде. Ама, еве, За има крај и през само времето е уште едно при крај. прашање. Еве, 5 дена по првиот круг, денеска се огласија и од ДУИ, од таму велат дека они се победници во првиот круг од локалните избори и не отстапуваат од барањето за предвремени парламентарни избори, и тоа веднаш. Како гледате вие на тоа и имаше нели некои информации дека е можно Ахмети да се пензионира по вториот круг, меѓутоа тие денеска го демантираа тоа. Ќе се случи ли тоа и како гледате на нивните пораки и за предвремени избори и за тоа дека се победници? Од аспект на гласовите, еве сите ова што го зборуваме, значи, кога кажуваме дека еве и ВМРО се паднати 140.000 гласови, повторно и во албанскиот блок, прво ќе ги поздравам сите субјекти, затоа што некако многу поодговорно и многу позрело пристапија на овој изборен процес и на локални избори. Беа многу помотивирани или успеа политичките субјекти да ги мотивираат граѓаните албанци да излезат да гласаат за било која опција. Бројките сублимирани, Само да брзо бидејќи сме на крај на сублимираните емисијата, бројки точно господинот Костов да кажуваат може да дека ДУИ има повеќе број на гласови, но може би изгуби некои политички центри или општини каде што се очекуваше да ги добие. Сега, дали е тоа поради поддршка од граѓаните кои што не ја препознаат, дали се некои други работи, не би можел да зборувам сега, но сметам дека повторно и кај нив владее еден наплив на опозицијски бран кој што сметат дека треба да има предвремени парламентарни избори, истото го делам јас. Затоа што сметам дека после изборите во локалните избори ќе се формираат неколку опозицијски бастиони
Со победата, јас сум убеден во победа на господинот Јакимовски, очекувам дека Карпош исто така ќе биде бастион на Така, опозицијата ајде и околу обединувачки пораките на фактор. Ахмети, една минута ве молам, бидејќи После сме 7 на крај на дена емисија. имаме Ајде ве молам. на Шокулис јавление, Али Шокулис, и мислам дека тој заборава дека дуи и тој боледуваат од два феномена и синдрома. Тоа е zero sum game, победа по секоја цена, и pars pro toto, ова се латински изрази, кога делот се представува целина. Тие велат, само нашите гласови се албански, само ние сме албанци, другите не се, а досега победуваа по секоја цена. Изгубија се, ги изгубија центрите, не се победници, нека одат во реновирање, нека одат во реформи, ќе биде од нив партија. Не го направат тоа, ќе ги снајде судбината на Не се СДСМ. сложно. Толку од мене. Толку сме на крај сме од емисијава. Ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување. Почитувани вам ви благодарам што не следевте и денеска. Останете со програмата на Канал 5. Имајте пријатен викенд. Благодарам.